Здраво на сите и добре дојдовте во ново видео на македонски јазик. Значи, ова видео ќе биде еден вид како вовед за тоа што ќе го зборувам на самата криптоконференција во Македонија за 10 дена. Откако ќе опуштам тоа видео на 17 и 18 мај заедно со Антонио. Значи, многу важно видео за yield farming, за криптобезбедност. Значи, ќе опфатам доста поголем дел кој што е многу важен да разберете се што треба да знаете за криптовалути и како да направите пасивен приход. Значи, ако сте нови, е супер за вас да го гледате. Ако веќе сте запознаени со тоа што ќе го разговарам, значи е супер пак да си потврдите некои делови или може да биде како еден мал дел од вашата сложувалка за да се вклопи во тоа ваше знаење што го имате и веќе малку повеќе да се едуцирате. Океј. Значи, јас сум Криптофилип, правам видео на англиски јазик и понекогаш на македонски јазик. Ако сакате ги најдете сите видеа на македонски јазик, појдете во мојот YouTube канал, појдете на плейлиста и тука ги имате сите видеа на македонски јазик. Голем поздрав до сите оние од Криптогимиџијата, до Криптогимиџија, сите членови во неговата Patreon заедница, до сите оние кои што ме следат, кои што го следат него и до сите оние македонци во целиот свет. Поздрав до сите. Океј, маркетов, кога го правам ова видео, експлодира 99, сега сигурно ќе удри 199 и 400. Значи, нема да сум изненаден ако удри 100.000 и дури да дојдеме на криптоконференцијата, ако не биде 120-130.000, ако продолжи во овој тренд. Дали толку ќе биде или ќе се задржи околу 90, ќе дознаеме за 10 дена. Сега, маркетов денеска, кога го правам видео, пак ќе кажам, експлодира. Етериум 6% фала, да не го зборувам, зборот се разбуди малку. Значи, чим Етериум оди нагоре, се оди. Суи експлодирува, бравос, а имаме Bitcoin Cash не ме интересира. Маркетот оди многу горе. Посебно за мим токениве летаат нагоре доста. Да видиме Пингу 25%, браво. Немам ништо од Пингу, ама тоа е тоа. Да видиме Тао, супер Тао 400, вау, беше 198 пред само 3 недели. Размислете, пред само 3 недели веќе многу од токените се под пута 20, 30, 40% нагоре или пута 100. Како примерно еве од Тао, да го земите, го имате во предвид, а некои се уште долу како инжектив, дојде до 9 и нешто и никако да мрни. А гледај се, Тао беше на 300, чека се да видим, пред месец дена, еве го, беше 199 на 9 април, точно пред месец дена. Точно утре е месец дена, точно пред месец дена беше, значи за 30 дена се качи 100%. Кој купи, кој не купи, тоа е. You missed the opportunity. Затоа секогаш јас викам, кога ќе оди маркетот долу, колку и да е тешко, DCA надолу. Океј, ајде да одиме. Само еден дисклеймер, се што кажувам тука не е, значи не сум финансиски советник, се е мој лично мислене, значи не ви давам никаков финансиски совет. This is not financial advice. Ајде сега да одиме едно по едно. Сега, јас зборувам многу за нодој, за неколку мајнери, но денес ќе разговараме за yield farming затоа што тоа за мене работи феноменално. Некои од нодовите стварно добро работат, чекаме да излезат неколку кои што веќе вложивме, во јуни ќе излегува Swarm Node, како што разбрав, горе-долу некаде треба да е за 3-4 недели, ови од Gems треба да се горе-долу за месец, наредниот месец веќе треба еден или два токени да излезат. Океј, сега, одиме за yield farming. Сега, зошто да одиме првин за безбедност? Што е безбедност? За крипто безбедност. Првин, ако сте во крипто, ако играте со повеќе од $300-400, првин ве од мене совет е да користите Rabi Wallet. Гледайте се колку интересно. Кога имате Rabi Wallet, еве го Rabi Wallet, тука може да видите, и кога ќе појдете на Approval, значи земете Rabi е исто како MetaMask. Појдете на Approval, кликнете и ќе видите на Buy Asset и гледайте, јас сум дал значи пред 6 дена и пред 7 дена не су unlimited approval. Вие кој ќе продавате или кој ќе посебно кој ќе продавате или кој ќе купувате, давате approval. И ако дајте approval на некој овие што се scamming или некои што се лажни контракт, нели, може да ве скемира. Затоа секогаш, тоа е многу лесно на Rabi Wallet, појдете на approvals и одиш на Revoke. Revoke и Disconnect мора секогаш да се прави после секој едно користен. Гледайте, кошта неколку центи. Колку кошта? Да видиме, кошта 0.01 денар. Значи 0.01 Ethereum, то ти е 30 центи. Значи 20 центи, ништо, без пари. Другото нешто треба да направите, одите More тука и секогаш Connected и Disconnect тука. Еве, немам затоа што не сум конектиран,
Но ајде еве да видиме сега, гледате како оди на PancakeSwap, сега ќе се конектирам. И што се случува? Појдете на тука More, каде што е повеќе, Connected dApps и еве го PancakeSwap, одите Disconnect All, кликаш Confirm и готово. Значи секогаш Revoke и Disconnect. Првиот Revoke, овој кај што е Approval и после Disconnect. Тоа е првото нешто кој што треба секојдневно да го правите. Второ нешто кој што треба да го правите, треба да имате Ledger. Ledger. Купувајте Ledger-и. Или друг hardware wallet. Кој што и да е, користете, јас користам Ledger, сум навикнал на него и тоа е тоа. Океј, после на крај секогаш лог и направите си тука, направите си за еве го auto lock time да ви е на 10 минути. На 10 минути најубаво е. Значи подобро ако заборавате само тоа се заклучува. Океј, друго, имајте антивирус. Направете автоматски да се прави full scan секој ден. Ако го користите компјутерот многу повеќе, примерно неколку часа на ден, пред да завршите направите full scan, има опција обично turn off computer, нели? Нека се прави full scan и нека се го исклучи компјутерот. Многу е битно, имајте платена верзија за антивирус. Немој да купувате немој да земате без пари, значи платена верзија и се многу ефтини. Друго нешто, има многу за крипто како безбедност, но тие се накратко, немој да симнувате ништо, ако користите повеќе од примерно 10.000, земете или од 5.000, земете порно 2 компјутери, разделете ги, еден за секојдневна употреба, еден за кај што ќе ви сто само парите, значи влегувате натре, имате 1-2 Ledger-и само кај што ви сто парите и само 100 работите, а од друга страна имате за секојдневна употреба, веќе ако правите трейдинг, купување сите тие работи, пак со Ledger. Еден Ledger може да има повеќе акаунти, нели? Исто како во Rabi Wallet или MetaMask. Океј, горе-долу за крипто безбедност тоа. Има уште повеќе да се зборувам, тоа е наглавно во кратки црти. Друго, добро. Ајде да разговараме за DeFi како бизнес. Што е DeFi како бизнес? Пред да одиме на се. Дајде да видам јас дали можеме да се зголемам. Да, саме гледате. Супер. Ќе ви објаснам со рацеве DeFi како бизнес. DeFi како бизнес, јас го викам зошто. Според мене, и како што има стотици луѓе како мене, ние даваме liquidity. Значи ние правиме providing liquidity. Ние сме единствените market makers во целиот свет, каде што сега може да сме market maker како обични луѓе, обични смртници, каде што може да дадеме liquidity и да земаме пари назад. Што значи тоа? Тоа што значи дека пред да излези крипто, пред DeFi да излези пред 5 години. Обично за да бидеш market maker, значи што е market maker? Да се вратиме пак на почеток. Значи за да се продај некои акции на берза, за да се купе и прода акции, треба да има ликвидити во еден базен, во еден пул. Ако нема ликвидити, ако нема пари, тука не може да се купе и прода акции. Примерно некој отвора менувачница во Македонија, така? Сега во прилеп има една менувачница што е најпозната, се вика CEMAC. Ако CEMAC нема внатре евра и денари, и вие ако појдите со примерно $5,000, му викаш сакам да ми даеш 2,000 евра, за 2,000 евра, за пола евра, за пола денари, тие ако немаат ликвидити, значи тоа е ликвидити, значи ако немаат пари, нема да можат да извршат размена на пари. Се надевам дека разбирате. И се што се случува, кога тие ќе извршат, секоја менувачница, кога ќе изврши размена на пари, тие си земаат мал фи или мала провизија. И тоа е најнормално. 0,5%, 0,3%, зависи од менувачницата. Разбирате? Ако земите, просто кажам, $1,000, појдете во менувачница со $1,000. Сменете ги $1,000 во денари и тие денари сменете ги назад во долари. Нема да добиете назад $1,000. Вие ќе добивате 995 некаде. Зошто? Заради курсова обмена нели за тоа што се сменија парите и тоа што самата менувачница си задржува провизија. Ете тоа, таа провизија за сите ние кои што сме market maker се дели. Значи, што прави менувачницата? Тие пари што се, таа провизија задржува за нив или за инвеститорите што стојат позади таа менувачница. Значи ти утре можеш да отвориш менувачница, иди некој другар ви дава 5 милиони да имате улог, нели? Влегува внатре 5 милиони и вие викате, добро, денеска направивме обрт од 100,000, 1%, нели зедовме фи на 100,000, 1% е 1,000, значи направивме чист профит од 1,000 евра,
Така, си разделувате трошоци за струја, за вода, за вработено, станува 600 евра. Чисти, на liquidity provider тоа што е или market maker liquidity provider едно исто, значи јас што сум тој, се зема процент и други се станува за самата менувачница. Сега, јас сум тој што сум liquidity provider. Тука имаме централизирани и децентрализирани менувачници. Централизирани менувачници, затоа Binance прави по 300-400 милиони профит на ден. На ден. Затоа кому рекол на Сизи да плати 4.5 билиони оштета таму да се договори со судо, извади и си плати 4.5 билиони со Б. Горе долу колку македонскиот буџет, малку помалку. Ете така. Добро. Се разбавме дека, значи се надевам дека ме следите. И сега, ние за прв пат во историјата на крипто, во обичниот, нели, смртски свет, ние можеме да бидеме маркет мейкери. Тоа се случува во крипто. Може да дадеш ликвидити сега во децентрализиран exchange, нели, менувачница, како што се примерно PancakeSwap, Uniswap, значи секој еден chain, Sui chain, Ethereum chain, Binance chain, Base chain, секој си има децентрализирани менувачници, каде што луѓето како мене и како вас даваат ликвидити и сите од нас, нели, правиме трейдинг, купи продај, нели, или трейдинг, или сакаш да купиш нешто, мора да продадеш нешто друго, и ти си плаќаш мал фи, нели, или провизија, и ти то не го осеќаш на помалку пари, ама на повеќе пари осеќате многу. Тие провизии одака и сите кои што даваат ликвидити. Се надевам дека разбравте. Одиме понатаму, следно. Дај да го сменам, да видам дали ме гледате, да не објаснувам. Добро. Да, крипто како бизнис. Што е са крипто како бизнис? Крипто како бизнис, јас го мислам вака. Јас што правам? Имам околу 70 до 80%, 80% во овој момент ми е holding портфолио. Си држам тука. Си имам assets и си ги држам за long hold. Како што оди маркето нагоре, ќе излегувам од повеќето, ќе ги продавам и, нели, со профитот ќе си правам дали ќе купувам биткоин или сите тие други работи, што да правите, тоа си е ваше таму. Не ме интересира. Но 20-25% гледам да се во yield farming, тоест market maker, тоест тоа што давам liquidity. И зошто? За да имам пасивен приход. Од вие ако само држите криптовалути, ако само имате примерно $10,000, имате вредност на коини од $10,000. И треба да чекате како денеска добар маркет, зелен маркет, за да ви се крени портфолиото. Ама вие само чекате, исто злато купувате и со злато го чувате. Една златна паричка имам од прадедо ми. Разбирате, и сега златна паричка вредела 780 евра, сега е 250, супер. Ама одзере 100 години. 100 години, примерно, да се крени таму пута 5. Сега, супер, ама злато во вас или не ви носи пасивен приход. Значи, вие мора пак да сте активни да работите што е во ред. Но зошто да не го искористите криптото за да ви дава пасивен приход? И како да го искористите тоа? Со yield farming, криптонодои, майнери. Значи си барате различни начини да имате вие пасивен приход. Можете само стейкинг, можете само лендинг и боровин, само лендинг да правите. Таму се зема по 8-10% на годишно ниво APR, нели? На лендинг. Можете стейкинг на овие што се на валидатори. Таму некаде на Atom примерно плаќа 14-15%, тија плаќа 14%, нели? Има за Solana и сите тие работи по 5-10% кај што плаќа класика. Ние на yield farming се стремиме да изваеме кога е маркето како денеска, примерно денеска ќе плати околу средно по околу може да исплати 0,5 до 1% на ден. Во лош маркет, како што беше последниве 3 месеци од како дојде Трамп, нели знаете што се случи во лошиот маркет? Чекај сега да го извам ова. Да, во лош маркет, нели, ние се стремиме да вадиме околу 5 до 6%, 7% на месец. Но, ако ги ставите према парите во банка, да ви стојат таму, банка му ќе ви даде во моментот во Македонија, мислам околу 5-6% на годишно ниво. Урочени, мислам така се викаше. 5-6% на годишно ниво, а тука ние се стремиме да изваиме од околу 5-6% на годишно ниво во lazy market или во бавен маркет, и во активен маркет како што е денеска, значи може да се изваа околу 10-12% на годишно ниво, зависи колку е активен маркет, значи колку има трейдинг волум. Сега. Добро, тоа го објаснав. Добро, објаснавме за пасивен приход. И сега што правам јас? Јас сега се обидувам да направам повеќе пулови. Зошто? Повеќе пулови на различни токени за да ми дадат пасивен приход. Значи, примерно, имаме пул од
од Ethereum со Bitcoin, Pulse со Ethereum со Stable, нели со USDC. Ама тие ги немам повеќе, затоа што мислам дека токен е веќе одам нагоре и неќам да и сакам да искористам price appreciation, или за самата цена да искористам ако имаш два добри пулови во корелација. И сега се обидувам да имам примерно 10 на 15 пулови или 3-4 најдобро е пулови да имате и да си имате од секаде да капи по нешто. Колку толку си капи. Јас че од не капка по капка некој изворче ќе се направи. Во краткорочно не изгледа многу, но во долгорочно е стварно многу добро. И најдобар пул, најдобар обсек или рейндж е да имате околу 25-30% горе или долу. Значи колку поширок, толку помалку. Ќе дојдеме до тој момент. Добро. Сега, значи ви кажувам, имам повеќе пулови, од секаде помалку капнува и од секаде имам пасивен приход. Сега кога ќе дојдам Македонија, пуловите мене ќе ми работа. Кога ќе се вратам, комотно можам да дојдам, да соберам, да видам кој излегол, кој не излегол, да се соберам еден пасивен приход. Дали $50, дали 100, дали 200, дали 1000, 50.000, би сакал да е толку. Мислам, колку и да е 100, тоа е сето пасивен приход. Значи тие работа за тебе 24 сати. И дур спиеш, и дур си дома, и дур не си дома, и дур си нонмор. Океј. Одиме или дур си на работа, тоа ти е како втора работа што работи за тебе. Добро, одиме понатаму. Сега, колку стварно може да се заработи? Одиме сега да има алатки кои што сум ги спомнал неколку патки, како VFAT, како Crystal, примерно, каде што можете вие да најдите да направите liquidity. Толку е сега лесно што треба само неколку клика. Клик, даваш liquidity. И сега, внимавајте на кој алатки користите, немој некој нови да користите, внимавајте на кој дексој одите, значи одите само на добри дексој кои што се проверени. Сега, ако ја користите алатката DeFi Lama и ако појдете на Overview, ќе видите дека дали се гледа? Да, точно тука се гледа, да, точно. Денеска е Total Value Locked во DeFi, значи тоа е за DeFi, Decentralized Exchange, нели? Decentralized, infrastructure, така беше, е 100 билиони на секаде. Во пикот, нели во врвот, беше околу 165 билиони. Значи ние сме назад за 65 билиони. Тоа беше во 2021. Сега пред неколку месеци, кога беше декември, кога имавме добар пик, нели, беше 130. Значи имаме 30% да се качи да дојде до 130, што тука ако дојде околу 130, значи имаме многу добар APR на дневно или на неделно или на месечно ниво. Ако се качи тука, што се надевам дека ќе дојди пак на 160, па треба да појди и повеќе, ете тогаш веќе ќе има доста добар APR. И сега што се случува? Ако појдете тука на Chain, значи не е сето релевантно 100% тука, но може да заеме некои бројки. Колку се заработува на дневно? Гледайте се, на Ethereum Chain, Solana Chain, Binance Chain. Base Chain не е точен. Оти нема многу дексој земено во предвид. На Ethereum Chain, според DeFi Lama, за последните 24 часа се наплатени 1 милион во фии. Тоест во провизија. Сите овие пари од оваа провизија се разделуваат на сите овие кои што имаат дадено liquidity, DeFi Total Value Locked. Значи на сите овие се разделени. Во секој различен пул. На Solana има извадено 1.6 милиони само за 24 часа. Сите се разделени помеѓу сите овие пари кои што се ставени тука на liquidity pools. Значи тоа е самата провизија кој што самиот Chain ги зема. На Binance е околу 1 милион. Колку е? 865.000. Околу 1 милион. Tron не ме интересира, овие други не се релевантни, не се вистински. Значи многу повеќе е на Sonic, многу повеќе е на Sui, многу повеќе е на Arbitrum, на Base, на Berachain. А не ги зема во предвид многу дексој. Не знам зошто. Така. Гледате колку пари се вртат на дневно ниво и колку се разделуваат за луѓе како мене и како вас. Добро, тоа го објаснавме. Сега, значи, се надевам разбирате како работи целиот процес. Добро, ако некој иди на криптоконференцијава, изгледајте го видео 2-3 пати, за таму кога ќе ме слушате, за да ви биде многу појасно за сите информации кои што ќе ги споделам, затоа што ќе ви раскажам, ќе ви покажам многу дејта, нели,
податоци кои што ги собирам од една година само за вас. Мислам за мене, но и за вас точно за таа конференција. Сега. И сега што се случува? Сега јас се одлучувам да одам во Yield Farming. Супер. Од каде да почнам? Секогаш почнувате со едукација. Изгледајте ги моите видеа на македонски јазик. Стриктно препорачувам ако сте заинтересирани, се викаше Crypto Lab Research, еве го, со CryptoPhil, појдете, тука ќе биде линков во самото видео, зачленете се во бесплатната група, таа е платена, но има бесплатен дел, каде што имате 3-4 часа едукација. Точно. Значи, линковете долу, Crypto Lab Research. Друга алатка за многу добра, кој што е за криптовалути, за пулови да ги бараш, е Matrix Finance. Исто е бесплатна и платена, но бесплатна имате многу добри информации. Пример, кликнете долу на линко, значи без пари. Ако сакате со пари подобро поделете, а со неколку $40 на месец, што стварно си сплеќа, зависи нели колку вложувате. Пример како работи таа алатка? На Uniswap барате нели DEX, Uniswap е најголемиот, еден нетворк, примерно Ethereum или Base или кој да е, си барате токен, јас тука го избрав Turbo со Ethereum, нели? И сега го гледате во пуло, примерно колку вие би заработиле во последниот месец. Во последните 30 дена, ако вие сте биле на тој обсек минус плюс 25% горе, плюс 20%, минус 25, плюс 20% горе и долу, нели, 25 до 25, вие би заработиле 15% профит само во изминатите 30 дена. Тука може да појдете примерно за бесплатно до 90 дена може да ве носи. Во 90 дена дека средно вие би заработиле по 7%. Гледате дека се намалува. Зошто? Затоа што во последните 30 дена турбо експлодира. И колку поиќе има трейдинг волумен, толку поиќе пари се дела помеѓу сите нас. Затоа кога маркетот се движи на страна и нема многу трейдинг волумен, тоа значи дека ние добиваме многу помалку фи или провизија. Но сепак ние добиваме. Дали имате пари или не, мислам, дали ви стоят на страна или ги користите за да вртите пари, тоа зависи само од вас. Се. Добро, видовте како се користи ова. Нечам да ја тупам еден куп. 22 минути сме, супер. Добри сме, добри. Добро, одиме понатаму. И сега веќе решивме да ја сакам да влегувам. Значи многу едукација треба, едуцирајте се и искористете ги различните тулови, алатки кои што ви дадов. Едуцирајте се на Crypto Lab Research, на Matrix Finance, почнете да играте. И што треба? Направите нов wallet, на Rabi, префрлете пари, зависи на кој чейн, значи еден чейн, нели? One ќе кажев. Значи на еден чейн може да се стават тие пари. Ако треба се направите бридж, можете преку Rabi волето да направите бридж, е многу лесно, има опција за бридж. Или јас примерно одам на Binance и од Binance си префрлам на примерно ќе се префрлам директно пари, ако ми треба на Base Chain или на Ethereum Chain, ќе се префрлам директно Ethereum, ќе купам и ќе го префрлам на кој chain ми треба. Или на Sui, примерно ќе се префрлам директно на Sui. Се надевам веќе знаете тоа да го правите. Добро, сега одиме на VIFAT, ќе го користиме, има доста е лесен за употреба. VIFAT е налатка каде што може да ставите liquidity, нели, да направите пулој, и исто така може да правите ребаланс во истото време, да додадите, да извадите, многу е лесен за употреба. Многу е важно да имате во предвид, има неколку правила кога ставате liquidity. Гледајте самиот токен да е колку што може во корелација со другиот токен. Оти вие кога ставате liquidity давате два токени еден со друг. Примерно овде Ethereum со USDC. И ако ставите ви Ethereum со USDC, гледате дека неделно weekly rewards се во овај пул само. И овде има бројка 004, тоа што значи дека 004 пул фи, дека толку е провизијата кога вие ќе сменувате Ethereum во USDC или USDC на Ethereum. Ова е на Base Chain. Гледате дека тука има разделено $843,000 неделно само за тој пул. Тоа се многу пари. Сега, ако вие појдите Ethereum со USDC и ако направите range минус 3 плюс 4%, вие во овој момент би добивало околу 300% APR. Ама тоа е во овој момент.
то не може да го гледате така, затоа што не е тоа вистина. Може да денеска ќе ви плати може би 1%, но кога нема трейдинг волумен, тука ќе добивате околу 5-60%. Значи затоа средно треба да гледате во подолг временски период. Кога ќе кажам подолг временски период, треба да земете во предвид во недела, во 2, во месец, во 2, во 3 месеци колку ќе извадите пасивен приход. Значи колку ќе ви биде APR на тој пул. Има и алатки каде што може да да си ги ставате за да правите математика колку правите на месечно ниво. Сега, но и сега вие викате, ако Етериум цената во овој пул се движи помеѓу примерно 1885 до 2000, јас еве сакам да појди до примерно до $2500, јас средно би добивал според овај рейндж кој што ми е, кој овај опсек кој што е 30% горе и долу, значи од 1900 до $2500. Кога цената се движи во тој опсек или во тој канал или рейндж, тогаш јас би добивал средно околу 78% APR и тоа е точно вистина. Горе-долу толку е. 78% не е баш малку, тоа е доста добар процент на долгорочно. Ако ставите $100, не очекувајте че добивате милиони. Значи, сепак, може да се започне со помала сума, може да почнете со $5, колку да експериментирате. Најдобро ако сте нови, почнете со по $10 или на 5 различни пулови, играјте си со различен опсек, поширок, потесен и видете кој колку ви донесува. Имајте во предвид. Сум играл многу често на тесен опсек, сум играл многу често на мим токени. Најдобро е blue chip токени со среден опсет од околу примерно 30% горе и долу и така да кога тие двата токени се движат во корелација нагоре или надолу, вие да сте нон-стоп во рендж или барем 80% од времето. Добро, сега како гледате во кој рендж и што е тоа? Сега примерно еве, ајде да појдеме на овој пул. Ако сакате да го најдите кој е пуло, одете тука, контракт. Кликате copy адрес, појдете на Deck Screener, кликнете тука, right click, десен клик, еве го самиот пул, еве го пул. Liquidity 5.8 милиони, market 24 hours volume 6 милиони. Многу е битно кога има liquidity во еден пул да е барем 200-250 илјади, а трейдинг волумен да е исто на толку или повеќе од колку што има нели liquidity. И сега кога ќе појдете во тој пул тука, дали се гледаме, да, супер, да, значи кога ќе појдете во тој пул тука, одете на ова тука, на нели WS, што е Wrap, нели Sonic. Сега јас веќе сум правил математика, гледате колку перфектен канал, точно мене на тој канал ми е самиот рейндж. Гледате колку перфектен канал. Значи тоа е од општа техничка анализа. Општа техничка анализа, вратете се на 4 часа или 8 часа или на ден. Јас сум се вратил назад до 22 февруари. Значи, ако вие сте поставиле тука, во овај опсек, во последните од 22 февруари, до денеска вие ќе сте биле речиси 90% внатре во самиот рейндж, без ништо да правите. Кога ќе излези, ако ви излези од опсек, не го чепкајте 2 дена до 3, некојаш јас не го чепкам 4-5 дена. Зошто? Ако мислам дека самиот токен ќе се врати назад во рейндж. И не значи дека вие ќе изгубите пари. Ако некој излегува надвор од опсек, што се случува? Значи, примерно тука даваме ликвидити на Sonic со Ethereum, ова е на Sonic Chain, не имајте во предвид. И сега, ајде, ценава е 3576 Sonic за еден Ethereum, така? Јас сум ставил од 3900, тоа сега ќе видиме колку проценти горе и долу, нели? Еве, сега одма ќе видиме. А мене ми е тој опсек, еве јас сум го зел. Мене ми е примерно, ако денеска го ставам, ќе ми биде од оваа цена кој што е сега, Sonic и Ethereum, значи мене ми е 10% горе, 13% долу. Малку е тесен, би го направил малку поширок, но толку сум го ставил, затоа што сум гледал дека овај канал се движи феноменално во корелација. И јас мислам дека Sonic ќе направи outperforming на Ethereum, но така мислев, но ако Ethereum е исто, треба дупло да се качи на цена за да достигне 3000 и нешто долари, а веќе $3000 од денеска, нели? Може и да се движи исто во корелација. Значи и да појдите нагоре, примерно 15 со 15% од денеска, ќе видите дека гледате во колку добар канал сте вие тука. Еве го. Пример. Гледате колку добар канал. И може да се враќате колку што сакате. Може вие да појдите
нели назад од месеци, ама нема потреба. Вратете се 2 месеци назад, видете во каква корелација самите токени. Ако токенот не е во корелација, прем тука излегол од корелација, гледате, тоа што значи дека имајте го тоа во предвид кога ќе ставате нели обсек. Добро. Ова беше баш ова е баш добар пул и се надевам дека разбравте тука. И сега како се става liquidity, одите тука и сега си го правите исто минус плюс таму колку што треба, нели? Внимавајте дали е price in Ethereum или price in V и in Wrapsonic. Значи ова ќе биде во Wrapsonic, зашто минимум до максимум е тука како што гледаме, минимум до максимум 2900 до примерно до 4000 и вие си одите тука, минимум 2900 ќе дојди, нели? До 4000 примерно. Еве го. Значи минус 18 плюс 11 и вас ќе ви пресмета колку вие горе долу ќе ставите APR. Значи тука ќе ви пресмета колку треба да ставите Sonic или колку ќе треба да ставите Ethereum, но може да направи запин само да имате Sonic и директно да ви го распореди како што треба. Според овој пул, мене white, тоа што значи дека сами обсек ќе биде горе-долу широко околу 29%, APR околу 64%, што е феноменално добро, но ќе биде сигурно повеќе денеска, ќе биде над 100, затоа што тој број се менува константно. Зависи колку од овие пари се во обсек. Гледайте се, тоа да ви го објаснам. Во овој пул тука имаме околу 5 милиони active TVL, околу 5 милиони sum of all projects that are in range, 5 милиони. TVL 5.8, ама има пари кои што не се во рейндж. Значи ако се сите пари директно во рейндж, тогаш APR се намал. Гледайте, сега се смени на 122. Значи како што се движи цената, така и се движи APR колку вие заработувате. Заработувате константно од минута број 1, значи тоа не постои никаде во светот да инвестирате во некој бизнис, оти ова е како бизнис, и вие да почнете да заработувате од првата минута и можете да си направите windrow секој ден, секој час, колку што сакате. Еве тука може да видите примерно вет со AI XBT, јас бев тука и мојот рейндж тука, мојот обсек е околу 80%. Зошто? Затоа што знам дека XBT може да експлодира. Оти толку се симна долу, толку изгубив околу $300 ставив, а сега ми вреда $65-70 и знам дека или подобро исто го во XBT, само остае го за price appreciation, ако мислите дека мим токен ќе оди нагоре или некој токен, например, ако вие мислите дека примерно Sonic ќе оди нагоре примерно 500%, па подобро ставите го само Sonic и чувајте го на страна. Но јас што правам, пак ќе кажам, 75-80% ми е во холдинг портфолио и 20-25% ми е во да си правам пасивен приход. Ете така јас како барам пулови, ги искористувам сите алатки, дали Кристал и по истиот принцип работи. Може да појдете на Hot Pools и ќе видите тука колку би заработил, но една од најдобрите алатки е Matrix Finance, за да може да појдете назад во 90 дена и да видите колку вие би заработиле ако сте ставиле на тој и тој обсек, на тој и тој пул. И вие горе-долу ќе знаете колку би заработиле. Примерно. Ајде сега малку, значи ова е за тука со оваа алатка може да ги користите сите чейнови. Значи Ethereum, може на Optimism, на Arbitrum, на Avax, на сите овие што се тука, но јас го користам Base, Optimism го користам, Arbitrum малку, имам на Ethereum, Base е најмногу активен, BSC на Binance Chain имам и на Sonic, значи јас сум на 1, 2, 3, на 4, на 5, на 6, 7 чейнови јас сум. И гледайте, значи следете ги парите, кај што има пари трейдинг волумен, таму најмногу APR ќе добиете. Аеродром е најголемата, нели? Гледайте, тука има волумен 25 милиони, физ овој пул 80.000 за сега. Замислете. Примерно, Аеродром е најголемиот DEX на BaseChain. Има нивни токен Aero се вика и можеш на него да ставите на liquidity. Примерно, тука имаш Aero со Ethereum, еве го. Aero со Ethereum и е стварно добар. Јас немам на него ставено, ама во добра корелација се. Не знам денеска како прави Aero, дај да го видиме Aero денеска како е. Само ова не е релевантно, еве го, 9% нагоре, да, значи направи outperforming на Ethereum. Да, добар, нека се крева нагоре. Имајте во предвид дека тука во VFAT, кога ќе ставите на Base, ви исплаќа во Aero, но кога ќе правите Harvest, може да направите во секој еден токен кој што сакате. Така да ако имате повеќе пари, Daily Harvest е recommended, нели?
Окей, одиме понатаму пред да завршам, ајде малку за Solana. Има многу луѓе кои што се на Solana. Solana има најдобри неколку дексови, примерно Jupiter, Camino, ама дексови кои што ги користам за yield farming, јас се речу Radium или сега го користам Orca. Не знам зашто не можам да најдам за да е Dane. Сега, гледайте, на Radium имаме TVL 2 билиони со Б, а 24-hour trading volume е 1.1 билион. Не знам колку е тоа вистина, јас мислам дека се на пола тоа, ти пола се лажни, како што сите кажува, ама нема врска, тоа се пак многу пари. Еве колку фи се да заработува на concentrate, на стандард, ние сме на концентрирани. На Orca, кај што јас го користам, имаме TVL од 300 милиони, мислам тоа е порелевантно, но 24-hour trading volume за 24 часа имаме дупло повеќе од тоа, кое што е многу добро за да се заработа пари. Примерно, Fartcoin со Sol, вие гледате дека имате тука 64 милиони трейдинг волумен. И гледате колку е добро за ставање ликвидити на Orca, значи ова е Solana Chain, тука може да го користите Phantom Wallet. Гледате колку е добро. Кога вие чепоите на Orca со Phantom, може тука да се направите на 4 часа или кој што е, и тука одите на Custom и избирате проценти. И тука ви дава линија, гледате колку интересно. Сега, ако вие викате нешто, јас сакам да ни биди понагоре. Може да мрдните ова линија жолтава, горе тука, и долу, примерно, сакате тука или тука на некој супорт, нели, прочитете, да гледате тука колку било out of range, а са тука пак влегува во range. Така, ако сакате тука, може да видите дека од 9 април пред 30 дена точно, си цело време во range со исклучок на мал дел од неколку денови. Значи, може да видите дека тука Solana со Fartcoin се нон-стоп во рейндж во последните 30 дена на овај обсек. И одите на Connect Wallet и си гледаш тука ви пише 65% Fartcoin треба ставите, 34% Sol. Сега да кажам што се случува ако излезете надвор од рейндж. Тоа е многу важно. Ако излезете надвор од рейндж, примерно сега тука имам 65% Fartcoin. Како што Fartcoin примерно експлодирува денеска, примерно тука јас ставам нагоре дека Fartcoin може да појди 30%, ама ако Fartcoin појди 100%, како што оди нагоре, така продава нагоре, значи DCA outpray од Fartcoin, а купува DCA, купува Solana. Значи вие купувате поевтиното, а го продавате тоа што оди нагоре. И дај многу луѓе сега ќе рече, ама знаеш, порно да го чувам Fartcoin. Супер, ако мислиш дека Fartcoin ќе направи пута 5, пута 10, чувај го. Но ќе ги видите резултатите на самата конференција од една година yield farming. Не заборавајте, сега кога ќе оди маркетот сите се вау, хајп, сака пута 10 преку вечер. Но не заборавајте што се случи во последните 100 дена. Маркетов се срина и ту јако. Сега се врати во нормална некои токени, а многу токени се уште долу. И сега, ако цената на Fartcoin направи outperforming, нели? Вие ќе останете со Solana. И затоа е добро да имате два добри blue chip токени, што мислите да ги чувате, што се горе-долу во корелација. Никој не знаете, еве че излези Fartcoin со некои јаки вести, експлодирува денеска или утре, овде како што се случи од колку беше од 0.02 до 0.08 пута 4x, значи направи пута 4. За месец и пол 400% направи Fartcoin и нормално колку и да ти е широк рейнџот ќе излезите. И вие просто од $1000 нема да имате 4000, ама ќе имате околу примерно 2000 и ту сето во Solana ќе биде. После може да направите ребаланс ако сакате или просто излезете од тој пул и тоа е тоа. Сте завршиле. Со тој пул според мене може да направите пак, ама неќем јас да купувам Fartcoin ако направил 400%. Така направи со Sui. Sui мене ми излезе out of range и го извадов од тој пул, зашто ги стави во друг пул кој што нема на price appreciation направено доста добро, а веќе Sui направи 100% од пред таму 3 недели, 4 недели кој што беше. Ете така, значи имајте ги тие работи во предвид. И кога ќе излезете надвор од range, што правите? Сите тие пари ќе бидат конвертирани во тој токен кој што прави помалку перформанс. Тоа што значи ако во овој случај ако држите Solana со Fart оди нагоре, вие сте во Solana, се префрлате цел во Solana и примерно рендер со Solana. Рендер експлодирува, цел се префрлате во Solana. Па и ако не направите ништо, примерно обично ако експлодирува рендер 30% денеска, утре ќе има pullback од 10%. И обично ќе се врати пак малку во рендж и пак ќе започнете да правите фи. Значи пари, обрт на пари. Може да не го чепкате недела 2, почекајте
и не е ништо лошо да после че имате пак Solana. Значи, затоа многу е битно во кои токени ќе влегувате. Добро. Доволно е за денеска, ми се сврти глава. Јас не сум Антонио, не можам да зборувам многу долго. Денеска стварно зборував долго, колку 39 минути. Се надевам дека нешто научивте. Ако имате прашања, прашајте ме долу под самото видео. Пишете ми во DM на Telegram, одговарам на секој ден на секој еден оној кој што ми пишал. Сите линкови ќе бидат под самото видео и се гледаме во Македонија на 17 мај во Велес. Поздрави, ве сакам многу и чао.